Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во посета на неколку проекти кои се реализираат во Скопската општина Кисела Вода, а кои беа ветени во програмата на партијата. Тој изврши увид во изградбата на третата фаза од булеварот Борис Трајковски, која е во завршна фаза и треба да биде готова до средината на септември. Со овој проект се изврши проширување од 2 на 4 ленти во должина од 2 километри. Само третата фаза чини околу 3 милиони и 700 илјади евра, а заедно со првата и втората некаде над 7 милиони евра. И заедно со последната четврта фаза која што во иднина треба да се изгради ќе биде над 10 милиони евра поврзување од центарот на Скопје до влезот на Драчево. Груевски беше во посета и на основното училиште Рајко Жензифов во Драчево, каде во моментов во изградба е спортска сала за потребите на училиштето. Изврши увид и на реконструкцијата на улицата Сирдарот и во изградбата на Домот на културата во село Драчево, објект кој ќе биде од големо значење за жителите на овој дел од општината. Училиштето има безмалку 900 ученици кои што одат во една смена. Тоа е изградено пред неколку години со поддршка на кинески грант. Сега се гради салата, за салата средства обезбеди владата која што ја предводеше ВМРО ДПМН, општината Кисела Вода и секако помогна и кинеската влада која што го изгради училиштето во чијшто двор сега се гради спортската, односно училишната сала. Понатаму имав можност да присуствувам да го видам започнувањето на темелното реновирање на улицата Сердарот, долга улица, километар и 100 метри, една од подолгите улици во Скопје, која што почнува сега една темелна реконструкција со едно мало проширување и со промена, односно воведување канализација во еден дел каде што ја нема. Таа ќе биде релативно брзо завршена, некаде во текот на септември. И конечно на крајот имав можност да го видам и градбата на овој објект Дом на култура во село Драчево, нешто што исто така беше од големо значење и барање на жителите тука. Ветување во програмата, преходно имаше еден руиниран дел кој што практично веќе беше неупотреблив. Груевски истакна дека е задоволен од досегашната работа на градоначалниците, бидејќи програмата во најголем дел се реализира, затоа што, како што рече, граѓаните гласаат на доверба. Јас сум убеден дека на наредните избори граѓаните ќе го поздрават тоа, заклучи лидерот на ВМРО ДПМН.